Лекција 2. Оживување на карактерот. Во последната лекција креиравте и анимиравте топка што подскокнува. Ако ја стартувате анимацијата на топката, можете да забележите дека топката изгледа како да лебди и нејзиното отскокнување не е воопшто убедливо. Во оваа лекција ќе почнете да го подобрувате квалитетот на вашата анимација на тој начин што ќе му дадете душа на вашиот карактер, што во случајов е топката. Во оваа лекција ќе започнете да ја збогатувате анимацијата со секундарни движења од типот на сплескување, сквош и истегнување, стреч. Во маја вие можете да ги креирате овие ефекти користејќи нелинеарни деформери, non-linear deformers, кои ако ги анимирате ќе ви овозможат промена на обликот на топката. Сплескување и истегнување на топката. Во оваа лекција ќе го научите следново: како да ги дотерате, рафинирате анимацијските криви во Graph Editor панелот, како да креирате бенд и сквош деформери, како да поставите активност и неактивност на каналите, како да го користите панелот Set Drive and Key, како да ја користите командата Auto Key и како да го коригирате време траењето на анимацијата користејќи го панелот Dope Sheet. Рафинирање на анимацијските канали. Во последната лекција, топката што подскокнува не го правеше тоа на природен начин. Се чинеше како да лебди кога удираше на земјата, наместо да удри силно како што се очекува. За да го подобрите квалитетот на отскокнувањето, ќе го користите Graph Editor панелот за работа со анимацијските криви. 1. Селектирајте ја топката. Ако во континуитет продолжите со втората лекција, тоа значи дека топката веќе е селектирана, а ако не, тогаш мора прво да ја селектирате топката за да можете да работите на нејзините анимацијски канали. Ако топката не е селектирана, тогаш селектирајте ја во било кој од панелите. 2. Креирајте нова конфигурација на панелите. Можете да ја менувате содржината на панелите од еден тип во друг. Во перспективниот панел, во панел сменито, селектирајте Saved Layouts, Perspective, Graph. Со оваа команда го позиционирате перспективниот панел врз Graph Editor панелот. Кликнете и влечете надолу на линијата која што ги одвојува двата панела за да го зголемите перспективниот панел. Во Graph Editor панелот од менито View, селектирајте Frame All. На овој начин можете да ги видите сите анимацијски криви на топката. Во претходната фаза, вие анимиравте топката користејќи ја командата Set Key, така што креиравте клучеви за сите три атрибути Translate, Rotate и Scale по сите три оски, а тука и атрибутот Visibility. Секој анимиран атрибут креира сопствена анимацијска крива преку која што ги следиме промените во секој од каналите со текот на времето. Подсетник. Присетете се дека исто така можете да го активирате View менито преку Hotbox панелот, притискајќи и држејќи на Spacebar копчето од тастатурата. 3. Фокусирање на Translate Y каналот. Она што ни интересира од анимацијата е движењето горе-долу на топката, значи треба да се фокусираме на Translate Y каналот. Кликнете на Translate Y каналот во листата на левиот дел од Graph Editorот. На овој начин само кривата на овој канал е видлива во Graph Editor панелот. Притиснете на Alt копчето од тастатурата и кликнете и влечете со десното копче од глувчето за да зумирате во прозорецот. Притиснете на Shift и Alt копчињата и кликнете и влечете нагоре и надолу со десното копче од глувчето за да зумирате само по Y оската. Притиснете на Shift и Alt копчињата и кликнете и влечете нагоре и надолу со средното копче од глувчето за да вршите поместување по Y оската. Користете ги овие алатки за да ја позиционирате кривата. 4. Менување на изгледот на кривата. Ефектот на лебдење на топката кога удира на земјата е резултатот за обленоста на кривата, Smooth Tangent, кога вредноста на Y е најмала, односно кога топката е на подот. За тоа се одговорни тангентите на кривата во соодветните клучни фреймови. Тангентите го контролираат движењето на топката помеѓу два клуча. Со коригирање на овие тангенти, вие ќе го коригирате и движењето на топката помеѓу двата клуча. Кликнете и влечете правоаголник за селекција преку сите долни точки на подскокнувањето за да ги селектирате клучевите.
Од лентата со икони во граф едиторот притиснете го копчето Linear Tangents. За да направите тангентите од кривата да се спојуваат во точка. Поместете го курсорот врз перспективниот панел и притиснете кратко на Spacebar. На тој начин го зголемивте перспективниот панел, бидејќи стартувањето плейбек на анимацијата е многу побрзо без граф едитор панелот. Подсетник. Со кратко притискање на Spacebar можете секогаш да го зголемите панелот во кој работите и да го вратите назад, додека со притискање и држење на Spacebar го отварате Hotbox панелот. Направете плейбек во перспективниот панел за да ги видите резултатите. Резултатите од движењето се позабележителни кога топката удира во земјата. Поместете го курсорот врз перспективниот панел и повторно притиснете кратко на Spacebar за да го вратите изгледот на маја со два панела како што беше претходно. 5. Менување на тангентите на клучевите. За да го нагласите отскокнувањето уште повеќе, треба да ги коригирате постоечките тангенти со што ќе ја направите кривата поостра во моментот пред да удри топката на земјата. Притиснете на копчето Break Tangents за да ја прекинете врската помеѓу двете спротивни тангенти. Кликнете и влечете креирајќи квадрат за селекција, Selection Box, околу тангентата на првиот клуч. Бидете сигурни дека сте ја селектирале само тангентата, а не и клучот. Точката на клучот треба да е со црна боја, а тангентата со жолта. Осигурете се дека Move алатката е активна. Кликнете и влечете со средното копче од глувчето за да ја коригирате тангентата на кривата, позиционирајќи ја скоро во вертикална позиција, но при тоа внимавајќи да не добиете испакнување на кривата на следниот клуч. Кликнете и влечете креирајќи квадрат за селекција околу следниот клуч на кривата. На овој начин ги активирате тангентите за тој клуч. Кликнете и влечете креирајќи Selection Box околу една од тангентите на неговите тангенти. Коригирајте тангентата со средното копче од глувчето правејќи ја повертикална. Повторете го процесот на коригирање на тангентите и на другите точки, се додека не добиете крива како на слика 5. За да ги видите резултатите, пуштете плейбек во перспективниот панел. Отскокнувањето е многу поостро и изгледа како да врз него влијае гравитација. Прочистување на кривите. Сега, откако го подобривте квалитетот на движењето, треба да изнајдете начин како да ги исчистите анимацијските криви, отстранувајќи ги од нив непотребните информации. За оваа сцена, одвижните криви ќе имаат мало влијание, но во поголемите сцени може да се натрупаат и да го успорат процесот на работа. 1. Отстранување на статичните канали. Ако кривата на акција е рамна по целата нејзина должина, тогаш нејзините вредности не се менуваат. Тоа значи дека таа не била анимирана. Оваквите криви би требало да бидат отстранети за да ја намалат количината на податоци во сцената. Во листата со имиња, притиснете го копчето Ctrl и кликнете на имињата на следните канали: Translate Z, Rotate X, Y и Z, Scale X, Y и Z и Visibility. Каналите Translate X и Translate Y треба да останат неселектирани. Од менито на граф едиторот селектирајте Edit, Delete. 2. Отстранување на непотребните клучеви. Во некои случаеви можете да имате клучеви на анимираните канали кои не допринесуваат никакви резултати. Во листата со имиња кликнете на Translate X каналот и селектирајте View, Frame All. Користете го копчето Alt за да поместувате и зумирате во прозорецот така да ја гледате целата крива. Можете да забележите дека на оваа